Да, на минута пред 10 часот се враќаме во студиото. Имавме кратка пауза, верувам дека уживате во сето на кое што досега ви го представуваме. Ние многу се заборувавме за гостите, па нема време да ги подготвам овие прашања, но еве само една секунда. Знаете, си имаме една интересна игра со нашите гости, тие не знаат, сега ќе дознаат. Дека треба да влечете по едно прашање, за малку ќе ми ги дзирневте прашањата. Овие се скроз опуштени прашања, нешто приватно, нешто интересно од вашите животи и верувам дека уште поинтересни одговори ќе добиеме од вас. Зоран, повелете. Може да го подадете садот натаму, ете така. Верче нема за тебе, обично 4 ставаме. Па добро, сега си решила да... Ќе одговориме ние можеби некоја. Да. Кој сака прв еве да ни бидеме ние лошите наставнички? Илија. Се исправи Илија, ајде. Ау, тешко прашање. Која позиција во владата би ја прифатил? Таман тебе ти се падна, ајде. За тоа се изнасме. Не би прифатил ни една позиција во владата, верувам дека и на ниве не им е лесно. Така да многу лесен одговор. Никогаш не би прифатил позиција. Да вистина не би се бавел со политика? Не. Мојата работа е сосема спротивно, далеко од политика, така да не се гледам во политика никако. Си добил некогаш понуда? Не. Не? Добро. Да не те Ако се сеќавам добро, не. Сам вика не. Добро. Остани си танчер, остани си професионален, јас сум апсолутно тоа за секој да си го прави тоа што... Најубаво со политика. Да. Си има кој. Има кој. Ангела, сакаш ти? Да можеш повторно да се вратиш на твоите 18 години, која животна одлука би ја променила? Завчера. Завчера, да. Не. Колку години имаш? 25. 20, затоа велам добро. Не е многу далеко, да. Така. Требаше на некој од другите гости да се падне тоа прашање, но добро. Па конкретно, моментално ништо не би сменила, пошто се што сум посакала, тоа мислам си го стварила. Се надевам. Да, си работиш работа која што си ја сакаш. Јас би ти сугерила само едно, да купиш неколку биткоини пред 7-8 години. Може. Така си супер. Да, или секако сакав да го одговориш и ти прашањето. Ете тоа, кој што кажам. Да. Значи само тоа би променил. Да. Зоран, вие ако може да одговориме на прашањето на Ангела најпрво? Вака некој со повозрастните. Јас лично што би направил, малце би го скратил процесот на истражување, значи да немаме премногу истражување, едноставно првата идеја или првиот инстинкт што ќе го добиеме, значи да биде како водилка, да нема премногу размислување, да нема премногу, значи тоа. Дали треба Да, значи тоа мене во животот некако ми направило проблем, меѓутоа премногу сум размислувал за некои работи, секогаш првото што ми дошло на памет секогаш било практично, така да и тоа, да, и тоа. Следиме интуицијата, одличен совет. Да, тоа е она што... Значи да не се разлекуваат работите, да се реагира инстинктивно. Баш така, убаво кажано, супер. Да. Сега да го слушнеме вашето прашање. Кој е најнеобичниот подарок што си го добил или подарил? Па јас имавте време да размислите. Да, и директно без размислување, значи најнеобичниот подарок е од добиен дрвен тениски рекет од драг пријател италијанец, кој што најверојатно е припаѓа на Јосип Брос Тито кој што играл, значи со честитка од Јосип Брос Тито. Он порано живеел во Хрватска, од кај го ископал, како го добил, не знам, и буквално беше в тениските. Најверојатно и се уште го чувам тој рекет, така да претпоставам дека има некоја голема вредност тој тениски рекет. Дрвен рекет кој што сигурно од 60-тите или 70-тите потекна тој рекет. Ангела, Иле, вие колку сакате подароци? Повеќе да примате или да давате? Или можеби некој драг вака да издвоите што сте го подарили или што сте го добили? Подарокот, јас го гледам повеќе гестот е поважен према личноста и колку тоа му значи не е важна вредноста на подарокот. Или големината и слично. Да, така е. Како во неговиот случај со рекетот, мислам дека тоа му е непроценливо, нели? Силна символика, да. Да, символиката е важна, а вредноста на подарокот реално и не е важна. Важно е на кој ја подаруваш, во кој момент и колку му значи. Да. Некој подарок би издвоил, можеби? Во превод сакам подароци и сакам да подарувам. Да подаруваш, да. Добро, Ангела? Исто и јас, моментот е битен, или на кој што ќе се подари, личноста исто на таа што е подарен, и ја повеќе сакам да подарувам отколку да добивам подароци. Баш убаво, сакаш да ги правиш другите среќни. Да не те прашуваме што си во хороскоп, ќе отидеме скроз во друга тема. Но може да ги погледнеме фотографиите кои што ни ги подготви. Ќе започнеме од тебе како единствена дама. Да видиме Ангела што ни подготви.
Вака, сега, ова е дел од обуката, ова се моите презентери на кои што не обучува за лимфната дренажа. Ова се исто терапевти, физиотерапевти како мене, кои што исто се специализирани за лимфна дренажа и тие не обучуваат воопшто за сите процедури, кој степен, цел процес нели на лимфна дренажа што треба да се обработи кај било кој пациенти, сите заболувања конкретно. Добро, одиме понатаму. Да. Ова е една моја слика од детството, представа во градинка, завршна приредба. Игра орка. Да, игра орка. Па добро, убаво и вака малку да те видиме. А си била само игрорка на вистина или ова е само за представата? Не, имам и да неколку пати во игрорна, да, али ова е представа. Многу помала сум била овда. Баш убаво. Баш убаво. Убаво ти стои. Сега сигурно уште поубаво би ти стои. Ова е се колегите нели на кои што вежбаме едни на други и ова се тие компресивни завои, понатаму имам и слики со пациенти кои што моментално работам. Исто така дел нели од обуките што бевме обучувани и вежбавме едни на други. Практично едни на други. Да. Па добро, за да знаете како тоа треба да се прави. Сега, ова е мојата свадба. Јас лани правев свадба и ова е тимот на Превентива 99. Влада не беше. Да, баш се изненадив пријатно, браво. Ова е целиот тим на тимот Превентива 99. Сите колеги, докторката беа присутни на мојата свадба, така ми направија голема чест. Чест, браво. Да, баш убаво. Сега вака ова се некои од пациентите, например, имам и повеќе што ги обработам, ова се претходно пациенти, овие пациенти веќе не ги работам, там правиме пауза, понатаму нели се работат постепено. Ова е пациент машка особа која што имал рак, мислам дека на гениталните органи, отстранети се. Се гледа нели ова е мислам дека после драстична разлика, али ова е на пример од кога завршен цел третман. Понатаму еве што значи и отоци колку разлика прави. Има разлика, да. Ова е после масажа, извадени се завоите, еве се тие компресивни завои што ги кажува. Да, како изгледа. Тие се завои, значи не се баш специфични како било какви завои, туку имаат еластичност во себе и доста на пример зависи техниката нели на која ќе се аплицираат. И тие завои нели се носат во текот на цел ден, спијат пациентите со тие завои, мора да функционираат, пошто функционираат како и пумпа за да нели функционира лимфниот систем што е оштетен моментално кај пациентот. Ова е прослава за годишнина на моите родители. Тука прво е брат ми кој исто така е физиотерапевт во исто нашата фирма каде што сум јас. Го чекаме во здраво Македонија. Физиотерапевти фамилиарно. Да. Сопругот, татко ми и мајка ми, девојката на брат ми. Одлично, супер. Среќно семејство. Да, има време и за фамилиарно дружење. Ова е дел од нашиот еден месец во Италија со сопругот, ова е во Верона. Романтично. Сте обрале лоша време за еден месец. Да. Потоа мислам дека беше нешто понатаму сликите. Сега ќе ги видиме. Добра. Овај брат ми слика помале кога сме овдека. Исто. Значи ти си постара. Јас сум Не си постара, многу променета. Да. Баш си сладка. И исто така еве од обуката имам нешто плюс слики оставено, бандажирање на прсти. Аха, да. Бандажите нели се малку по-специфични, имаме на ист принцип си бандажите и доле на ногата на прстите, али бандажата на прстите е таа. Тука со почетно завои, потоа се ставаат кафените завои што се. Да, тоа беше и последната фотографија, Ангела, ти благодарам многу за тоа што ни го сподели. Одиме со фотографиите на Илија. Иле ќе се изненади почитувани исто како вас, бидејќи тој не ги знае фотографиите. Да, се ги бираш. Сега ќе ги дознае, да, но се сепак од твоите јавни профили. Да, ова е 2024-та светско првенство, дали е ова светско или европско првенство, заедно со мојот партнер Трајче од Трајче ни беше гостин пред некој ден, како се погоди, да. Да, ова е водител од Предраг Катанич, тој е од Србија, еден од најдобрите водители во светот, во светот на танцот. И ова е традиционално секоја година правиме една фотографија.
И надпреварот беше многу успешен кај нас. Мислам дека прв пат во Македонија одржувавме светско првенство во Латина и беше многу успешен. Имавме над 3000 учесници од 27 или 28 земји, ако се сеќавам добро. Тоа е имиџот и од пред некоја година. Како? Тоа е имиџот, велам, и од пред некоја година. Да, од пред некоја година е овој имидж, да. Со брада, без коса, ама тоа, без коса не е мој избор. Не е мој избор, така да брадата. Супер ти стои. Баш сме колеги по фризура. Ова е фотографија од пред некоја година во кабарето во Битола, кој се уште актуелно. За тоа не споменавме ништо, да. Да, веќе 4 години секој петок и сабота во Голд Фелиција се случува спектакуларно кабаре шоу со над 15 до 20 танчери, 10 пејачи, од кои видни, мислам, познати имиња. Да, звучни имиња кај нас. Имаме 3 до 4 глумци. Креативниот тим сме јас, Димитар Андоновски и Андреј Папас. Димитар Андоновски заложен за музика и за пејачите, па Андреј Папас е за костимографија и за изгледот, јас за кореографија и за танчери, а сите заедно за целиот концепт. Да, мислам дека ви фали само физиотерапевт, мислете тоа. Мислам дека ќе имаме од сега и тоа цела фамилија имаме физиотерапевти и нема никој да има повреда. Сега ние за време на шоуто имаме, јас како танчер, кореограф, може и да доколку фали некој пејач и да глумиме дека пееме, да глумиме дека свириме, така да. Тоа јас се помислев кога видов фотографија, велам дали пее или јас тоа сум го пропуштила. Одговорот е не знам да свирам гитара, не знам да пеам. Иако тоа добро го глумиме на сцена. Добро глумам, нека знам се. Токму така. Ова е исто во СЦ Јана Сандански. Да. Ова е веројатно друга година. Да, ова е 2000 ова е 23-та, мислам. Мислам дека ова е 2023-та, ако не се лажам. Добро. Исто од европско или светско првенство. Многу во една година сме правеле едно, 2 или 3 и затоа не можам да се сетам кој е. Добро, да. Дали е европско, дали е светско првенство. Ова е како организатор имаме нели презентација на нации, како организатор даваш краток говор, што никој не сака да го слушне, сите сака да танцуваат и играат. Ова е непосредно пред прогласување на победниците, така да едве чекаат ова да помине, да помине танчерите, сите седат на подиум. Овде се нареди, не слушаат нас како зборуваме. Но сепак неизбежно да се каже збор два и да се најде. Да, убаво е, овде клучна е мотивација да дадеш и да ги поздравиш родителите што го инвестираат во тоа. Ова е отварање на еден локал овде во Скопје, каде што бев партнер Чија за здрава храна. Повеќе не сме дел од тоа веќе не сме, и тројцата што го работевме веќе не сме дел од тоа. Ова е на улица Македонија, веќе не постои како што знам. Ама да, ова е дел од екипата што сме во Голд Фелиција во кабарето, пејачи и танчери. Добро. Цете, зашто вака ми правиш оваа слика? Да ги мотивираме. Не знам зашто ја ставив, повеќето што ме знаат и пријателите ме зезаат и викам мите дека Илија се уште ги држите говите во раце. Нели као навидо многу вежба, иако тоа не се познал ние покрај танцот, не сме многу во теретана, но повеќе сме кондиционно се подготвувате секако за да ги издржите долгите надпревари со што сега искрено посакувам моментално таа килажа да ја вратам, ама ќе ја вратим. Ќе вратиш. Ова е еден од моите настапи, нормално тоа личи, се знае дека е Мајкл Џексон се гледа. Не се знае дека е Мајкл Џексон, да. Како што кажам, кабарето има... Мајкл Џексон ги збунуваш малку. Па нема брада, а Бога ми има коса, затоа шеширот, имаме дел од точката, шеширот го вадиме малку, ќе видат келава глава, малку е симптоматично. Ова е првиот танц на мене и мојата сопруга Симона од нашата свадба 2019-та. Симона која што исто така е танчерка? Симона е исто професионална танчерка, таа танцуваше и во Танцот звездите и заедно сме во клубот, го работиме заедно, партнери сме таму и голем поздрав
Поздрав до Симона. Благодариме. Значи тоа изгледа. Следно гостување ќе дојдеме Само што сакав да кажам. Да. Или може да дојде Братот на Ангела заедно со твојата супруга таму. Ова е од првиот танц и за жал немам видео од првиот танц. Навистина? Зошто? Не знам зошто, не знам. Ова е Танц со звездите? ова е не, ова е Маријана го водеше или е Скопски фестивал или е Макфест. Мислам дека е Макфест. Да, ова е Макфест и јас и таа имавме настап за Макфест бидејќи со неа долги години соработуваме и уште пред Танцот за звездите што беше 2013. Така да за се што има во врска со танц со неа се заедно го работиме, така да ова е на отварање веројатно. Сега те замени Димитар тој Димитар Атанасовски? Атанасовски, рече Антоновски, за малку мислев на водителот, да. Да, ова е во Данска, ова е годинава, мислам, да. Годинава во Данска. Ова беше пинната. Да, ова е сигурно има некоја значење. На Генерално собрание на Светска федерација и танц надпревар судија, бидејќи сум интернационален судија и често одиме во Данска. Во скандинавските држави многу не сакаат нас балканците и често не канат да ги судиме и да учествуваме на нивните надпревари. Да, пинната е сликата, пошто така ми се свигаше повеќе. Потенцирана, да. И ова е Кира, мојата керка. Го споменавме твојот аларм, сега и да го видиме. Да. Во последно време јас сум и на неа алармот, повеќе се успива, покасно сака да седи до покасно, сака да гледа цртани, нормално се бориме нели против тоа да нема многу гледање во телевизор, во телефон. Таа е сега 4 години, ова мислам дека е лани или полани. Тоа е 3. Таман пред новогодишно многу ми се допадна. И е многу талентирана, за танц. Браво. Јас си викам имате дали наследник. Да. Си мислев ако не е супер, ќе ја насочиме на нешто друго и она на една година веќе почнува и ритам да фаќа и да игра и сега доаѓа на часови во Иднабит, така да. Браво. Тоа имаме наследник. Ова е лето кога шетавме во Германија, ова конкретно мислам дека е Салцбург, Франција. Во Салцбург, Франција, каде работи, требаше да ти пратиме, но има интересно видео, огромна катедрала, сите гледаат во катедралата, а Кира едно 20 минути брка еден гулап, не е интересиран и катедрала, ништо си игра, си трче, тоа требаше да ти го пратам да го пуштиме, ама ете не се сетив, тоа е. Имаше многу врски, ајде просто, но тие настапуваше викендов. Да. Сега ова на нечија свадба, на некој од нашите блиски пријатели. Веројатно гледам по должината на мојата брада е не повеќе од 2-3 години стара слика. Да, точно. Иле, супер, фала ти многу што ми дозволи да издвојам фотографии кои што мене ми се допадна. Супер слики. Јас немам баш исцрпни одговори, бидејќи се изненадив, не знам кои слики точно се. Да, шокот беше голем. Ти благодарам во секој случај за коментарите кои што ни ги даде. Одиме со фотографиите на Зоран, да погледнеме малку одблиску што значи спортот за кој што зборувавме досега. Да, и терените. Да, ова е слика од Европското првенство, значи централните терени на Фор Италико во Рим. Еден прекрасен објект, амбиентот беше многу убав и самата атмосфера ги понесе самите играчи да дадат максимум, дури повеќе од максимум, така да стварно убав комплекс, убав настан и сите бевме фасцинирани од организацијата. Значи, вака изгледа пикелбол терените. Ова се централни, поред овие 4 централни имаше уште 15 странични терени кои што учествувавме исто така. Добро. Одиме со следната. Ова е слика од пред 2 дена, значи тази слика, со кандидатите положени за ментор тренери на курсот што го организиравме пред 2 дена. Конкретно со Кирил Сотировски, он е исто и репрезентативец, беше он исто учесник во Рим. Многу добар играч, значи се надеваме дека понатаму уште повеќе се развива и се надеваме дека ќе пружа добри резултати за Македонија во иднина. Така да самото вклучување во тренерските курсови е еден плюс за него и за Македонската асоциација, пикелбол асоциација. Добро. Одиме со следната. Ова е националниот тренинг центар на Македонската пикелбол асоциација и ова е проектот за развој на младинскиот пикелбол и тука обрнуваме многу внимание да колку што е можно повеќе да инволвираме млади деца, млади спортисти во пикелболот
И ова е чист пример како деца кои што првпат се соочуваат со пикелот, после 20 минути примена почнуваат да играат поени мечеви. Значи тоа е оно што го збориме дека предноста на пикелот е експресно инволвирање во играта и тоа е оно што нас не радува и сметаме дека тоа представува голем потенцијал за спортот. Значи буквално овие деца прават чуда за 15 минути. Браво. Оваа слика Пере, значи голема благодарност уштеднашка до него за целиот негов труд, за неговиот ангажман за развојот на пикелболот и се надевам дека ќе остане уште многу долго во наша со нас во соработка со нас. И покрај тоа што е страстен љубител на пикелболот и игра, се надам дека спортот помеѓу музиката, спојот помеѓу музиката и спортот ќе даде голем плод во иднина. И стварно добар успех направивме. Браво. Ова е исто на Форо Италико, ова со еден од репрезентативците Ален Стефановски. Он живе во Данска, таму тренира и имавме голема среќа исто него да го вклучиме во нашиот тим. Така да голем плюс беше за нашата репрезентација со неговото искуство, меѓународно искуство. И исто ова е, значи, на самиот централен терен Форо Италико во Рим, пак ќе повторам, исклучително убав објект, исклучително убава атмосфера и само позитивни зборови за италијанската пикелова федерација, стварно убаво организирана. Овдека сме пред самото свечено отварање, дефилето, и овдека сме во тунелот кај што сите познати играчи поминуваат, значи почнувајќи и тенисери и пикелбол играчи, значи тука поминуваат и Синер, и Џокович и сите кои се патуваат према централниот терен. И тука бевме буквално сите репрезентации, малце беше загушливо, топло, немаше премногу луѓе, да, меѓутоа успеавме да издржиме, да, и после значи не се гледа напред и позади. Ова е, мислам дека, да, моето учество на еден од мечевите, на споредните терени, и со суди, сите мечеви беа со суди, и мислам дека судиите, пошто јас сум исто лиценциран судија од Европската федерација и од Америчката федерација, мислам дека сите суди направија фантастична работа, значи нивната задача беше исполнета максимално и сите ние играчи бевме релаксирани во однос на ферплејот и на регуларноста на мечевите. Одлично. Ова е заедничка слика со двете репрезентативки Илина Тодоровски и Веселинка Локвенец на свеченото отварање. Инаку, прашањето беше кој ќе го носи знамето на свеченото отварање, за да не биде фрлавме паричка и паричката беше на страна на Илина, така да Илина Тодоровска го носеше знамето, имаше чест да го носи знамето. Браво. И имавме прилично голема почит на самото отварање во текот на самото првенство, значи бевме прифатени, ептен добро бевме прифатени, значи исклучително добро прифатени од организаторите. Ова е заедничка слика со националниот тренер и со репрезентативецот Јане Стојчевски, кој што ги води националните тренинзи, подготовките на репрезентацијата и воедно значи стана ментор тренер на изминатиот тренерски курс кој што заврши предвадена и продолжува понатаму со левелот Advanced Level Coaching програмата. Ова е слика во Националниот тренинг центар на Германската пикелова федерација и ние подпишавме специјален меморандум за соработки и поддршка. Повеќе они нас не поддржуваат него ние меѓутоа не е битно. Нас не треба поддршка повеќе, да. Меѓутоа со самото мое присуство и активност во Германската пикелова федерација и македонскиот пикелов има голема придобивка, значи целиот тој притисок што го правиме во Европската федерација и позиционирањето, големо влијање и голем придонес има и германскиот пикело кој што безрезервно не поддржува и ни дава поддршка и за секоја помош за која ќе се обратам, дали опрема или стручна помош или подготовки, и сега договараме да имаме заеднички подготовки, значи они секогаш искачаат во пресрети, тука апсолутно безрезервно. Ова е интересен детал кај што цел наш национален тим договори една обука со врвните суди, делегати, значи тука се присутни главните суди во Америка и во Европа и они им држат специјално предавање за цел наш национален тим
за специјалните ситуации во пикелбол. Значи има многу специјални ситуации кои што не сите играчи ги знаат. И ова беше организирано специјално за нашиот тим, чисто да им се објаснат некои судиски правила и судиски ситуации кои што не се секојдневни. И голема благодарност до Америчката пикебол судиска комисија за одржаното. Ова е слика од пред 2 дена исто, значи ова беше веќе затварањето на курсот за пикебол ментори. Сите успешно го помина, супер помиравме, мислам, во однос на резултатите и на искуството кој што го стекна, и сметам дека сите понатаму ќе го развиваат пикелболот како што треба во Македонија, и тоа е и целта, значи колку што е можно повеќе луѓе да се инволвираат и да бидат присутни во пикелболот во Македонија. Да шират приказката за пикелбол. Ова исто, значи со Даре Димитриевски, он исто помина курсот за пикелбол ментори, и значи, повторно ќе кажам, многу сум среќен што многу луѓе се пријавуваат, особено имаме исто многу професори по физичка култура кои што имаат интерес и сакаат понатаму во склопот на самите училишта да го имплементирате, да биде дел. Значи да биде дел. Ова ни е заедничка фотографија за крај. Значи целиот тим. Тука морам да напоменам дека сопругата моја Вера Леонтич слика, она не е присутна тука, она е исто дел од националниот тим и мислам направи многу добра работа во однос на поддршка и подготовка. Да, секако голем поздрав до неа, требаше со неа да почнеме. Да, требаше почнеме, јас за крај зачував. Значи голема благодарност, и покрај тоа што не беше многу во кадар, она значи се справуваше сите оние потешкоти во превоз, хотели, непредвидени ситуации. Тоа е многу важно или најубаво знаеш. Да, значи тоа голема благодарност. Клучно. Првиот ден имавме ние конгрес за сите председатели, сите селектори, каде што можеше цел ден, и она презема цела организација, сите непредвидени ситуации она ги реши. И уште една работа, само синот Петар Леонтич е во Германија, он беше дел од тимот, меѓутоа не успеа да дојде во Италија затоа што имаше професионален ангажман во Германија, не можеше со време да дојде. Оправдани причини. Оправдани, меѓутоа се надам дека наредната година он ќе успее да се вклучи во нашиот национален тим и да. И Васка Леонтич не ја споменавме, вашата сестра, кога веќе почнавме со семејството. Да, значи сите верувам дека таа ви е голема поддршка. Да, значи она е огромна поддршка исто, и пробувам јас да го следам незиниот пример во успешност, така да. Секако, да. Ви благодарам многу и вам за сето она кое што ни го споделивте преку фотографии. Имаме уште некои 2-3 минути до самиот крај. Или имаме едно прашање за тебе, бидејќи младите денес имаат пристап до илјадници туторијали всушност на TikTok кореографии. Да. Што е оно што не може да се научи онлайн, што мора да се научи во сал? Тоа им го збориме нон-стоп со децата и тие што пробуваат сами да научат кореографија. Начинот и техничкиот дел не е возможно да го совладаш преку онлайн гледање. И тоа се докажа за време на корона, имавме онлайн часови и тоа се докажа дека онлайн часовите, ако не е физички, ако не сме присутни, ни 20% не се учат од тоа. А видеата, реално тие TikTok видеа што ги гледаме и Reels, тие трендови, тоа за нас не е тоа танц, тоа се само некои кратки движења што немаат никаква бенефиција, не се активираат мускулите и телото правилно, тоа е само за моментален тренд. И тоа поминува, тие постојат недела, две и потоа ги снемува. Она што трајни вредности се оставаат, треба да дојдат на час, во сала да влезат, да се фундаментално да се спремаат и да се подготват децата во поглед на танцот. Зашто се подготвува Eat the Beat во моментов? Моментално се спремаме, се подготвуваме за светско првенство во Полска. Браво. Сега во крај на ноември. Денсов, интернационален танц надпревар кај нас, исто во ноември. Во декември имаме надпревари во Белград и во Бања Лука. Да, и верувам многу настапи околу Нова година и после Нова година. Да, тоа е поглед на надпреварите, надпреварувачкиот дел, а настапи имаме нормално секој викенд. Имаме настапи, имаме и нели дали со децата во молови, особено покрај пред Нова година и новогодишните и божичните празници, со моловите имаме со работка кои правиме. Да.
Така. Има интересни настапи за децата да им биде нели забавно и возбудливо. Да имаат каде да го практикуваат она кое што го учите во сала. И нормално очекуваме повторно покана за да дојдеме да настапиме да не видите во право светло. Апсолутно, така, апсолутно. има Околу простор. Нова година еве јавно дури ветивме дека сакаме барем 4-5 деца, ако не повеќе, немаме премногу простор во студиото. Таман имаме Или барем простор. еден пар кој што ќе ни заигра Имаме некој за англиски 4-5 валцер, имаме нешто. место, гледам, да. Одлично, супер. Тука некаде ќе ви се заблагодариме за гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно, дека споделивме доста информации и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија со нови инспиративни Благодарам приказни. многу за поканата. Прекрасни сте. Да, фала ви.